Како си викаш? Кика. Андријана. Иван. Кира. Јована. Ана. Хамид. Прво прашање. Зошто не е дозволено на човек кој живее во Македонија да е погребен во Канада? Од кај да знам. Зошто не е дозволено на човек кој што живее во Македонија да биде погребан во Канада? Па, не знам тоа, стварно не сум информирана за такви работи, не ме интересираат. Зошто не е дозволено на човек кој што живее во Македонија да биде погребан во Швајцарија? Еве ќе осмерам за тебе прашањето. Аха, јас сум току од 92 там живеам во Швајцарија. А зашто не е Со- дозволено? Например, човек кој што живее во Македонија да биде погребан во Швајцарија. Сега не знам, тоа е законите код нас иду мало другше. Не како таму. Поче е роден во Македонија, валјда. Да видиме паша. Сериозно. Не знам. Ова не би знаел ја бе. Добро. Возач на камион влегува во обратна насока на улица. И има 9 патроли на полиција и ниедна не го сопира. Зашто не го сопира? Не знам, брате. Може и помош од публика. Ова не може да се снајди он. Ова, Не може. Другото да го кажам. Страфи ми е дека ќе ги изгази. Возач на камион влегува во улица во спротивна насока од тоа. Еднонасочна улица, он иде во спротивна насока. И сега има на улицава 9 патроли на полиција и ниеден не го сопира. Зашто? Затоа што тоа е проблем до менталитетот наш, мислам, зависи каде. Добро. Има логика. Зошто? Тоа е од Пријатели може му се. Аха, пријатели, така е. Може се- плати нешто. Да, може. Може така се плати. Затоа што е еднонасочна и не може да помине до таму. Он влегол. Не знам. Мисли малку. Па не знам. Возач на камион влегува во еднонасочна улица. Обратно тоа иде, значи. И има 9 патроли на полиција и ниедна не го сопира. Зошто не го сопира? Зошто што прво ти доаѓа на памет? Можда не смела или така нешто може. Добро. Ти си во една куќа и се има 3 соби во таа куќа. И у еднава соба е пуна е со пари, значи скрос е пуна со пари. Другава соба исто толку што има пари у првата, има доверливи документи од државата, знаеш. И третава е со накица, злато, со такви работи. И се дешава да има пожар. И доаѓа полиција која прво ќе изгаси и зошто? Втората соба сигурно. Со документите. Да. Зашто? Па валја поише ми е побитно за тоа, за документите може да ми е нешто битно. Добро, може ќе те послуша. Во една куќа има 3 соби. И сега во еднава соба има пуно пари, пуна е пари. Едва се затвора вратата, у другата исто има доверливи документи, исто толку што има пари у таа првата. И у третата има злато, накит, дијаманти и такви работи. И сега се дешава пожар, има не еднашка се дешава. И полицијата го ќе дое која соба ќе изгаси прва и зашо? Документите, па парите, златото бидејќи и да изгори, пак ќе го соберат. Стоп. Да. Па со документите сигурно ќе изгаси А прво. зашто? Не знам, би сигурно има некои важни документи што Добро. тие може да ги донесат до пари сигурно. Која соба ќе изгаси? Со парите. А зашо? Пошто ако се доверливи документи, ако се уништат, боле никој нема да знае. Така најубаво да се осигураш дека никој нема да знае што има на тие документи ако изгорат. Накитот као накит и вака и така, Ќе се пари стопи. се најликвидна материја. Паметно. Кој изгаси, да он е нешто платио нешто таму. Што ќе? Со парите? Со парите, бе. Со парите? Ја. Добро, има логика. Някои лопови. Ќе си соверат, ќе речат немаше тука. Па валјда таа со документите. Добро. Ико 30. Еден човек си го заборил чадорот дома. Иако знаел дека ќе врне и искочил без чадор. И го мрзело се враќа дома.
и почел да врне и кога стигнал на тоа место каде што сакал да стигне, бил целиот мокар и главата му била мокра, ама не и косата. Како може? Ставил капа? Еден човек знаел дека ќе врне надвор, кашале на вести, ама го заборил чадорот дома. И го мрзело да се враќа дома пак. И отишол така и почел да врне. И кога стигнал на тоа место каде што сакал, бил целиот мокар и главата му била мокра и телото, само косата не му била мокра. Како може така? Как тој е отраска, тој не немогуче. Може, Не можеме. може. Може и чадор да купи, имаш на Па сваките. може и тоа. Може. Имал капа. Добро. Не знам. Што прво ти доаѓа на памет? Не знам, имал капа, не знам. Добро. Може тоа. Еден човек искочил од дома, знал дека ќе врне и го заборил чадорот. И сега кога стигнал више таму кај што треба, бил мокар зашто заврнало и цел бил мокар. И главата му била мокра, ама не и косата. Како може така? Не знам. Кеса, нешто така Кеса се, да. Поставил нешто ваljda на глава или Што? капа некоја. Добро. И последно прашање. А, да не ги кажуваме по име, А е татко на Б. А Б не е син на. Како може така? Ај, татко на Б не е сина. Вика, знам све. Сега да видиме колку бил памет. Ништо не повеќе. Не знам. Не знам. А е татко на Б, а Б не е син на. Како? Па, старател му е, не му е вистински татко, или? А е татко на Б, а Б не е син на. Одговорот е? Татко на... А е татко на Б, а Б не е син на. Каква е нивната врска меѓу нив? Кој не? Многу сум глупав, не знам. Тој е тешки, не знам многу мало добре македонски, ама по германски ти одговарам одма. одговор. Ќе го преведа. Не може да преведам. Не, тој е тешко, не знам. А е татко на Б, а Б не е син на. Како? А е татко на Б, а Б не е син на А. Да. Б е керка на А. Единото што треба да се. Фала многу.